на Македонија во изведба на баритон Дејан Симовски. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република, на Гоце Делчев Питогули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питогули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, бойни песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Драги мои сограѓани, добро ни дојдовте на овој наш свечен ден. Ви благодарам што денеска се собравме тука да го прославиме нашиот јубилеј 80 години Слободно Тетово. Сега би замолила за едноминутно молчење да им одадеме почест на загинатите партизани и борци од Народно-ослободителната војна кои ги дадоа своите животи за нашата денешна слобода. Слава им! Реферат на професор по историја Ружица Ристовска од Гоце Делчев Тетово. 19 ноември, ослободување на Тетово. Мир или војна е прашањето на човековиот опстанок кое се наоѓа во центарот на вниманието на целиот свет и ги разбранува народите, а од неговото расширење зависи еднината на светот. Појавата на фашизмот на политичката арена е најголемото зло на 20 век и закана за уништување на се што е прогресивно, хумано и родолюбиво. Поразот на мрачните сили во Втора светска војна не е случаен. Нацизмот, фашизмот и милитаризмот, задоени со зверската омраза кон слободата и демократијата, се подготвува да го воспостават во своето владение на терор и насилство и да го уништат секој облик на човековата слобода, достоинство и хуманизам. Игнорирајќи го историското искуство, дека со оружје не сме и не може да му се наметнува на слободолюбивиот народ робство и несакан режим, овие најреакционерни сили во светот воделе тотално неправедна освојувачка војна. Ниту Македонија не беше поштедена од фашистичкиот оган. Македонија по кој знае кој пат повторно се најде во виорот на војната. Окупаторските војски чекореа по македонската почва.
Почва натопена со крв од славни и неславни македонци борци за една цел, Македонија слободна. Во почеток на 1944 година веќе се назираше епилогот на Втората светска војна. Хитлеровите фашистички војски трпеа порази едно по друго. Најголем дел од Југославија веќе беше ослободен. Окупаторите и неговите домашни слуги и предавници беа концентрирани по градовите. Партизанските акции беа изведувани насекаде. И во Македонија ослободителната војска прераснуваше во значајна војна сила. Тетово, Гостивар и целиот полок уште беа во рацете на непријателот кој палеше и колеше. Непријателската пропаганда сееше раздор и омраза меѓу населението, користејќи ја верската подвоеност. Бројот на населението кое се приклучуваше кон Народно-ослободителната војска секојдневно растеше. Во такви услови во Тетово доаѓа Тодор Циповски Мерџан, со цел да му помогне за уште поголемо проширување на веќе постојаната активност. Запознат со политичката состојба во Тетово и се што е до тогаш превземено од страна на местниот комитет на КПМ и јачината на непријателските сили кои биле стационирани во градот и околината. За кратко време во Тетово се организирани над 100 младинци за војните единици, како и целата кои гравитираат околу Тетово. Брвеница, Вратница, Радиовце, Долно Палчисте, Долно Седларце, Челопек и други. По одржувањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во текот на 1943 до 1944 се изведуваат многу акции за ослободување на овој крај. Бидејќи концентрацијата на непријателските вооружени сили била голема, најпрвин се ослободуваат поголемите градови во Македонија, а подоцна Тетово. Било изведена поголема акција на единиците на НОВ и партизанските одреди, при што непријателот беше истеран од градот. На 19 ноември 1944 година единиците на НОВ и партизанските одреди на Југославија влегоа во веќе ослободеното Тетово. Народот воодушевено ги пречека. Високиот борбен морал, патриотизмот, интернационализмот на човекот се најзначајните фактори за успех во војната против фашизмот. Победата на слободолюбивиот народ над фашизмот во Втора светска војна има непроценливо значење за сегашност и иднина на целокупното човештво. Нека ни е честит денот. Ги повикувам делегациите да се подготват за положување на цвеќе. Основна организација Сојуз на борци. Гарнизон Кузман Јосифовски Биту Тетово. Основната организација Сојуз на борци Гостивар.
Музеј на град Тетово. СВР Тетово. Организација на резервни офицери. ВМРО ДПМН Тетово. СДСМ Тетово. Левица Тетово. Движење Знам за наша Македонија.
Сдружение на пензионери. Нашите пријатели од Штрпце, Супнор. Основно училиште Гоце Делчев. Основно училиште Братство Мигени. Основно училиште Андреа Савески Кекиш. Основно училиште Кирил и Методи.
Основно училиште Лирија. Ви благодарам на сите и ве поканувам на еден мал коктел во